Мајчиниот јазик заслужува почит и надвор од училиштето, апелира професорката по македонски јазик Наташа Митев по повод меѓународниот ден на мајчиниот јазик. Таа повикува грижата за јазикот да не остане само во училниците, туку да биде дел од секојдневниот говор. Негувањето, вели, започнува од секој нас со правилен израз, читање и гордост. Зашто народот што го чува својот јазик, ја чува и својата душа. Мајчиниот јазик заслужува почит не само во училниците, во училиштата, туку и во секојдневниот говор. Па затоа треба се почесто да го негуваме, а тоа негување започнува првен од самите нас, со правилен израз, со читање, со гордост, зашто еден народ што го чува својот јазик, ја чува и својата душа. Во својата изјава Митев предупреди, доколку се продолжи без свест и грижа, ќе се изгуби дел од идентитетот на македонецот. Англискиот јазик денес владее со светот, како што знаеме преку интернетот, медиумите, технологијата, тој станува наше секојдневие. Но неговата масовна употреба се повеќе навлегува во нашиот мајчин јазик и го потиснува богатството на домашните зборови. Па затоа, ако продолжиме без свест и грижа, или да ризикуваме да изгубиме дел од сопствениот идентитет, затоа што јазикот не е само средство за комуникација, тој е корен, традиција и култура на еден народ, односно на една нација. На прашањето колку се почитува мајчиниот јазик во денешницата, Митев е децидна дека се помалку, затоа што децата се обкружени со технологија. Вели се трудат тие како професори колку што можат да придонесат промени. Се помалку и помалку се почитува заради тоа што едноставно децата се обкружени со технологија, англискиот јазик е навеќе како прв јазик, и добро и не е добро, реално. Ама сепак се трудиме колку што можеме, и од дома и на училиште, за да можат повеќе да го приспособуваат, да го употребуваат. Инаку негувањето и почитувањето на мајчиниот јазик е основа за зачувување на културното наследство и за продолжување на постоењето како нации. Мајчиниот јазик поврзува, обединува и помага да се пренесуваат традициите на идните генерации.